Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е директорот на јавното претпријатие за државни патишта, господинот Ејуп Рустеми. Господине Рустеми, дали е во застој изградбата на делниците од страна на Бехтел и Енка, со оглед на тоа што последните информации говорат дека експроприацијата на земјиштето стагнира, односно е некаде над 50%? Секако дека со секој проект, па и со овој проект, нормално е дека се работи за експроприација, каде што се експроприира приватен имот, каде сите граѓани, сите собственици на тие имоти се и емоционално поврзани. Но според тоа планот што го имаме и според урбанистичките проекти, ние во тек сме со експроприацијата и очекуваме кон март да имаме и поголема градежна офанзива во коридорот 8, истовремено и во коридорот 10D. Да, само да ве прекинам. Обично сите подучени од претходните проекти, сите проекти започнуваат на овој начин. Значи имаме голема офанзива, ова што го тврдите вие, но да, имаме и луѓе кои што се емоционално поврзани со нивните имоти, но и кои што се ги проценуваат на многу поголема цена од тоа што им го оцени државата. Последниот извештај говори, последните два извештаи говорат дека се стагнира на 58% за експроприацијата. Од тука веќе и ние имаме сомнеж дека можеби тука ќе заглавиме и тоа ќе се одолговлекува се повеќе и повеќе. Ние како јавно претпријатие за државни патишта, по освојување, по одобрувањето на урбанистичкиот проект, ние сите тие парцели што треба да се експроприират ги доставуваме кај државниот правобранител и кај бирото за вештачење. Бирото за вештачење треба да врши вештачење и да донесе вредноста на имотот што треба да се експроприира. А процедурата за експроприација се врши кај управата за имотни правни. Кога се завршува тој процес, многу од тие процеси завршуваат во суд, кај нас се доставува износот колку ние треба да платиме кон собствениците на имотите. Токму и тоа беше прашањето. Судовите кога ќе се вмешаат веќе во целата процедура, буквално се одолговлекува, таков и примерот со автопатот. Имаме законска основа и затоа веќе го имаме законот, каде што собственикот на имотот има право да продолжи во судските постапки, но владението на имотот се префрлува кај јавното претпријатие за државни патишта и нема и градбата на патот си продолжува. Има повеќе трансакции во изминатата 2023 година кон Бехтел и Енка. Според некои наши пресметки од тоа што можевме да го најдеме како јавни податоци, околу 240 милиони евра. Колкава е исплатата во изминатата 2023 година и дали обврските за потрошењето на овие пари се веќе исполнети од страна на изведувачот на работите? Значи, проектот Коридор 8 и Коридор 10D се финансира од буџетот на Република Северна Македонија. И тие средства се одвојат во буџет на Република Северна Македонија. Тие средства беа 15 милиарди во 2023 година, од тие 15 милиарди 207 милиони евра веќе се исплатени кон Бехтел и Енка, 1 милиарда и 690 милиони денари се префрлени средства во посебна сметка во јавното претпријатие. Тие средства што не беа истрошени прошла година и тие се предвидени ова година да се реализират. Истовремено 15,1 милиарда денари веќе се издвоени во буџетот на Република Северна Македонија. Со оглед на тајноста на договорот кој што го имате, ДКСК го оквалификува како можен потенцијален корупцијски проект. Веќе помина скоро една година. Како вие го оценувате? Значи, кога зборуваме за договорот за Бехтел и Енка, и јас и неколку пати сум рекол дека имаме и слични такви договори кои ги имаме подпишани и според правилата на Европска банка и според правилата на Светска банка, каде тие договори не се објавени и тие договори не ги објавуваат цените и моделот до кај е дојдена таа цена, бидејќи имаше отворен предмет во јавното обвинителство и ние тој договор го имаме доставено во јавното обвинителство, го имаме доставено и во ДКСК
Значи Редуциран, не беше целосно доставен. значи договорот е доставен по одобрување од страна на влада и по одобрување на страна од Бехтел Јенка. Во обвинителство ве повикале до сега да во однос на ова што го До сега кажувате? никој не ме повика мене, јас сум подготвен во секој момент кога ќе имам покана од јавното обвинителство да се појавам и да одговарам на сите прашања од јавното обвинителство. Изградбата на автопатот Кичево Охрид е исто така нешто што со години се провлекува. Чувствувате ли вие одговорност за тоа што еве веќе 10-та година се градат 57 километри автопат? Ова е типичен проект како не треба да влеземе, да реализираме еден проект кој е лош. Зошто не го променивте скроз? И затоа ги гледавме сите можности. Кога ќе дојдеш на реализација над сега моментално имаме околу 80% реализација на тој проект. И кога доаѓаш на таква реализација на проектот, веќе не можеш да се вратиш назад. Веќе треба да гледаме како да го завршиме тој проект. Затоа имаме сега 13 нови слечишта. И кога имаш 13 нови слечишта на тие места каде што беа 2 пати проектирани и 2 пати изградени, и по третиот пат ти се појавуваат уште 13 нови слечишта. Јас како директор на јавното предпријатие имам и правна одговорност. Затоа ќе ангажираме сега надворешен експерт да најде техничко решение за целосно стабилизирање на тие косини. Бидејќи ние, кога ќе пуштиме еден пат, треба тој пат да биде безбеден за сообраќај. До сега само 1 километар од овој пат чини 10,5 милиони евра. Колку е, до каде ќе стигне цената на, колку е реална оваа сума за 1 километар? Сега кога зборуваме за реализација, јас реков и на почеток дека ова е типичен пример како не треба да влезеш да реализираш еден лош проект. Да, но вие сте дел од извршната власт веќе долги години. Како да не можеме да се изземеме дека не сте учествувале во целата оваа приказна? Сега кога зборуваме дека сме на власт, јас морам да зборувам за мојата позиција што го имам. Мојата позиција е тука од ноември 2020 Да, но година. бевте и пратеник во собранието, можеби и кога се носеше така законот. Јас сум бил и пратеник во собранието, ама сега кога си пратеник во собранието не ги имаш сите овие детали што ги има еден директор на јавното предпријатие за државни патишта. Не може јавноста да го прифати веќе објаснувањето дека постојано имаме нови слечишта, постојано нешто се случува лошо таму на терен, а никој ништо не презема за да тоа се санира побрзо. Значи, не можеме да кажеме дека и ништо не преземува. Ние ги преземаме сите можни мерки што побрзо да го завршиме тој проект. И јас затоа ти ми реков дека не го кажувам јас како директор на јавното предпријатие, тоа го кажуваат експертите и го кажува Државниот завод за ревизија, дека кога имаш еден таков лош проект и кога влегуваш на таква реализација на тој проект, ние не можеме сега да се повлечеме, ние мора тој проект да го завршиме. И кога зборуваме, и уште една новина да ви кажувам за овој проект, бидејќи тој проект е проектиран за брзина од 100 км на час. Значи, ние треба да реализираме еден таков проект, каде што кога ќе имаме автопат, брзината на тој автопат ќе биде 100 км на час. Така, пробиени се сите рокови исто така и на делницата од Петровец, Катланово и обратно, и тука се работи за рехабилитација и проширување на една од делниците. Кога има ли нов рок тука за да се рехабилитира овој дел? Кога зборуваме за делницата Катланово Петровец, ние во 2020 година имавме еден договор со градежна компанија Бетон. Бидејќи од 2020 до 2021 година реализацијата на тој договор беше 12,8%, ние донесовме одлука да го раскинеме договорот со Бетон. Во 2022 година, во декември 2022 година, склучивме договор со новата компанија која сега моментално си работи на траса. Веќе имаме околу 80% реализирано и едната траса веќе е пуштена на употреба и има нова сигнализација. Очекувам до крајот на март да се заврши и втората траса и да се пушти целосно на употреба таа делница.
Така, имате нов анекс, бидејќи договорот беше за до декември 2023. Договорот беше до декември 2023 година, имаше дополнителни работи што не беа предвидени во проектот и затоа се продолжи и очекуваме до крајот на март да го завршиме проектот. Така, во меѓувреме се наплаќаа тука патарини и реакцијата на граѓаните беше ова не со години веќе не личи на автопат, а сепак плаќаме како да возиме по автопат, па дури странските туристи кои што гравитира од Србија кон Грција. Сега кога зборуваме ние за автопатни делници, не само во Македонија, него и во другите држави, кога се врши реабилитација дел од автопатот, секако дека се плаќат и патарините. И кај нас, ако се врши реабилитација на 5 км автопат, а користиме 100 км автопат, секако дека се плати патарината и тоа се плати според законските норми што се моментално во сила. И затоа и кај нас ние ги почитуваме сите законски норми и затоа се плаќа. Јас зборував дека имавме проблем со една компанија, затоа го раскинавме договорот и според ова ние имаме плюс 3 месеци да го завршиме проектот и квалитетно да го завршиме проектот и според тоа што бев јас на терен, јас сум убеден дека кон крајот на март, евентуално на почетокот на април да го пуштиме на употреба ова делница. Патарините некогаш ќе се намалат ли со оглед на тоа што важиме за една од земјите кои што има највисоки патарини? По километар гледам. Па, кога зборуваме за приходите од патарините, јас мора да признавам дека 2023 година имавме една рекордна година од два аспекти. Кога зборуваме за приходите од патарините, ние успеавме да ги зголемиме патарините за 100%. Ако вршиме споредба со 2020 година, кога дојдов на ова позиција, приходите од патарините беа 34 милиони. Во 2021 година ги зголемивме на 46 милиони, 2022 година беа 53 милиони и 2023 година успеавме да го завршиме со 62 милиона. Овие средства што ги добиваме ние од страна на патарините, ние имаме можност повеќе да инвестираме на патна инфраструктура, на модернизација, реабилитација, реконструкција на нашите Да, патишта. знаете како услугата која што граѓаните ја добиваат со години некако како да е се полоша и полоша, односно инфраструктурата како да пропаѓа, а не да... Кога зборувам, ние успеавме да ги зголемиме приходите на патарините без да ги зголемиме цените на патарините. Истовремено тоа значи дека имаме годишно 30 милиони евра повеќе споредбено со 2020 година. Затоа, кога имаме ваква градежна офанзива во државата, бидејќи 2023 година ние имавме 400 милиони евра капитални инвестиции кои одат за градба, реконструкција и реабилитација. Уште ова прашање, дали некогаш се размислува да се промени начинот на функционирање на патарините, односно принципот на кој што работат, со оглед на тоа што на некои си 15 километри, 20 имаме патарина, посебно за делов Скопје, Тетово, Гостивар. Сега, ние веќе полека го менуваме концептот на кај патарините, бидејќи во коридор 10 ние имаме електронско плаќање, каде што со так можеш да поминуваш на 50 км на час. Добро, и тоа го нема на секаде, а и не е И доволно сега промовирано според ревизорите, например. Продолжуваме и во Глумово Желино до март-април да ги завршиме и тие со електронско плаќање. Ни останува уште една во Миладиновци како патарина и тоа да биде модернизација со електронско плаќање, каде што сите патарини што се во Македонија да имат електронско плаќање. Сега за изградба на новите коридорот 8 и коридорот 10D веќе сме во преговори концептот да биде затворен, значи да имаш кај ќе излезеш тамо да платиш патарини и тамо да биде електронско плаќање. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.